Добро дојдовте во вториот епизод Are You Scared? Денеска ја вработуваме смртта на првиот актер што глумеше Супермен, тоа е Џорџ Ривс. Ова ќе биде многу, се надам дека ќе биде многу интересна епизода, има многу, да речеме, интересни детали и ја мислам дека можеме да влеземе во денешната епизода. Џорџ Кифер Бруер е роден во Вусток, Ајова на 5 јануари 1914 година. Кога имал 15 години, Џорџ се пресели во Пасадена, Калифорнија со неговата мајка. Таму тој се истакнал како музичар, аматерски боксер и актер во Пасадена Плейхаус, каде што беше откриен од кастинг директорот. Во 1952 година Ривс беше избран за главна улога во телевизиското шоу Авантурите на Супермен. Денес да бидете избрани за водечка серија заснована на стрип, значи дека сте веќе милионер. Но во 50-тите години од 20 век ниту стриповите, ниту телевизијата беа големите креатори на пари. Иако шоуто не го направи Ривс богат, тој го направи славен поточно заштитите лице на Супермен. Ева не можам да го сватам, значи он бил познат, но не бил богат. Значи во 50-тите години и да сте еден таков главен лик како што е Супермен, сепак не би имале толку пари како што денеска имаат главните улоги во денешните филмови. За жал на Ривс, бидејќи сите го познаваа како човек од челик, Ривс сметаше дека е невозможно да резервира какви бил улоги што не се Супермен. Џорџ започна да се бори со коктелот и бараше начини да извлече подобра финансиска корист од тоа што е Супермен. Ривс започна да се појавува на промоции во неговиот костум на Супермен и да организира настани со боречки изложби. Додека тие обезбедуваа малку дополнителна готовина, исто така вклучува и голема опасност. Недавно на настаните се појави и млада момче кој со наполнет пиштол и присуствуваше на промоцијата на Супермен, надевајќи се дека ќе види дали куршумите наистина се одбивале од херојот. Ривс брзо му објаснил на момчето дека додека куршумите наистина ќе се одбијат од него, тие потоа ќе завршат во луѓето наоколу и ќе се повредат невини луѓе. Овој свој на Џорџ успеал, а на момчето му бил одземен пиштолот. Многу интересно на кој детали на овие настани што ги организирал Џорџ, дошло и понесло пиштол со себе, за да види дали куршумите наистина се одбиваат од Супермен. Тој започна да излегува со Леонор Лемон, социјалитка од Њујорк, која претходно била во брак со наследник на Вандербилт, а според извештаите Џорџ и Лемон правеле планови наскоро се венчаат. На 15 јуни двојката го напушти домот на Ривс и отиде на пијачка во Беверли Хилс. Моменталниот гостин на куќата и писателот Роберт Кондон, кој планираше да напише книга за Ривс, останал дома. Ривс и Лемон се вратиле во куќата околу 23 часот. Околу полноќ, Ривс се искачил по скалите до горната спална соба. Околу тоа време, според извештаите, Лемон отишла да го вклучи светлото на балконот, сигнал што тие го користеле за да покажат дека домот е отворен за гости, иако тоа било во полноќ во раните утрески часови на вторникот наутро. Еве првиот сумнителен детал, значи они го вклучувале светлото на балконот за да известат луѓето наоколу дека може да доаѓаат гости во нивната куќа, ама единствен проблем во оваа ситуација што било веќе 12 часот и искрено не знам зашто Лемон го направила тоа. По хронолошкото светло на Лемон очигледно си завршила својата работа, затоа што за кратко време во домот на Џорџ дошле двете соседи Вилијам Блис и Керол Ван Ронкел. Имаше гласини дека Ван Ронкел имала врска со Кондон, но Блис веројатно бил тотален странец во домаќинството на Ривс. Околу 1 час по полноќ Ривс се вратил долу без расположение за забава. Ривс наводно бил видливо иритиран и му се заканува на Блис дека ќе го испади неговиот дом. Значи, овој Блис бил некој непосакуван гостин и во 1 часот дошол кај него дома. Јас таков едноставно ќе го испадам на клоци. Не сакам во 1 часот наутро гости, поготово не е некој што ме иритираат. После некој време Ривс се извини за лошото расположение и се свртега да оди горе. Извештаите на полицијата опишува што се случило потоа. Лемон, Кондон, Ван Ренкел и Блис ја слушнале неговата филка покрај крајот како се отвара. А потоа еден истрел од огнено оружје. Блис истрчал горе и го открива мртвото тело на Џорџ Ривс на крајот. Кога пристигнала полицијата, Лемон, Кондон, Блис и Ван Ронкел пиеле заедно долу. Ривс бил пронајден гол, легнал на крајот, потепнал во грб со нозете на земја. Тој беше застрелен во десната страна на главата. По неговото тело е пронајдена обвивка од куршум, а 9 мм германски лугер бил
на земја меѓу неговите нозе. Распоснатата крв стигнала се до таванот каде што завршил и куршумот. Значи, прво нешто што ми е чудно е зашто пиеле кога го виделе дека е почина. Тоа не можам да го сватам. Значи, тие го виделе дека е мртов, правиле што правиле и кога дошла полицијата, сите четворица биле доле и пиеле. Тоа не можам да го разберам. Второто нешто е тоа што прв истрчал комшијата. Тој комшијата не посебања од гостин, тој прв истрчал нагоре, дека другите дошле после него. И тоа е многу чуден детал, можам да кажам. Па можеме да навлеземе во теориите за што се случило, односно како починал Џорџ Ривс. Првата теорија е истина заклучок изнесен од вештаците во Лос Анџелес. Самоубиство. Според извештај на лекарот по вложбата на телото на Ривс, на креветот аголот нападот на куршумот и на одите од обдукцијата укажуваат на самоубиство. Ривс го ставил пиштолот на главата и пукал. Толку едноставно. Тоа што било сумнително е што Лемон, свршеничката на Ривс, на шега предвидела дека Џорџ ќе се самоуби неколку моменти пред неговата смрт. Во полицискиот извештај се наведува дека кога Ривс замина горе, Лемон и рекла на групата пријатели од долниот кат: тој ќе се самоубие. Кога четврката го слушнала отворањето на филката на креветот, Лемон отишол уште подалеку со својата морбидна шала и рекла: сега го вади пиштолот и ќе се самоубие. Боже, сачувај. Далеко предвидела смртта на нејзиниот партнер, ова не може да поверувам. Значи, тој кога отишол горе, се качал по скалите, неговата свршеничка им рекла на пријателите: еве го оди горе се самоубие, а кога ја отворил филката, таа рекла: еве го вади пиштолот. Не знам како да вади основа, ова е наистина морбидно. Според извештајот на Лос Анџелес Таймс, следниот ден Лемон тврди дека само се шегуваа, додека мрачно раскажуваа смртта на нејзиниот вереник. Многумина кажуваат на закочената кариера на Ривс како потенцијално објаснување за одземање на неговиот живот. Единствените улоги што не ги имаше го Супермен скоро пред смртта беа или во многу непознати филмови, или тој носел тешки камуфлажи за публиката да не го препознае како Супермен. Според Ејо Флеминг, авторот на книгата Поправачите, која делно ги детализира, се извинувам, околностите околу смртта на Џорџ, имало неколку несовпаѓања со начинот на кој е пронедено телото. Ривс бил тотално гол, што значи дека или ќе морало да биде гол кога се спуштил долу, детал што гостите веројатно ќе го запомнеа, или помеѓу враќањето во неговата спална, соба и пукањето во себе ќе морало да се соблече гол, невојучана појава ке самоубиството. Да, ова е многу чудно, значи тој би требало да биде, тој бил гол, но сепак кога се симнал многу скоро пред да се самоубие, тој се симнал долу и тогаш ако бил гол, четворицата пријатели ќе го препознаале тоа, ама тие не кажале ништо дека бил гол. И тоа значи дека тој кога влегол во собата се соблекол гол и се самоубил, што по мене нема смисла. Локацијата на телото, куршумот, пиштолот и чиурата во однос на едни со други се исто така сомнителни. Флеминг тврди дека Џорџ најверојатно би паднал напред, а не назад кон креветот. За куршумот да стигне до таванот, главата на Џорџ требало да биде скоро хоризонтална за време на пукањето. За ова да е вистина, и пиштолот требало да биде пронеден или на страната на Џорџ или во неговата рака, а не на подот меѓу неговите нозе. Да, значи прво тој за да заврши куршумот на таванот, требало да се суми вака на овој начин, што нема логика. А второ, чеурата од куршумот требало да биде пронедена или лево или десно или во неговата рака, а не меѓу неговите нозе. И тоа уште помалку има логика. Втора теорија е дека Џорџ бил случајно застрелен, можеби од Лемон. Лемон беше позната по својот бутовнички темперамент и покрај фактот што тврдеше дека тој Џорџ ќе биде во брак. Џорџ очигледно никогаш јавно не го призна ова. Напис во април таа година објави дека нивната венчавка е исклучена. Можеби Лемон било вознемирено на недостатокот на посветеност на Џорџ, што резултирало во борба каде Лемон случајно пукал во Џорџ. Значи, сепак се тврди дека и немало да има венчавка, тоа Лемон сама си го замислува, така кажува на сите, а Џорџ нема намера да се венча и потоа настанала кавга, таа сакала да се венча, тој не сакал и така случајно губил. И тоа не можеме да го исклучиме. За јакнување на оваа теорија е фактот дека покрај оној што поминало низ мозокот на Џорџ, уште два куршуми од истиот пиштол биле застрелени низ подот на спалната соба.
Кога прашале за ова, Лемон тврдела дека едната била од несреќа неколку дена пред тоа кога се глупирала со лудерот. Никогаш не било дадено објаснение за другиот куршум. И покрај ова, шефот на полицијата на Лос Анџелес Вилијам Паркер изјави запечатено дека верува дека доминитивните куршуми нема никакво значење. Наскоро по смртта на Џорџ, Лемон замина во Њујорк и никогаш повеќе не се врати во Лос Анџелес. Па ова е чудно дека шефот на полицијата Вилијам Паркер не побарува да се истражуваат дополнителните куршуми во таванот и рекол дека нема никакво значење. Не знам тоа како го сватил и зашто направил така. Третата теорија гласи: Ривз бил убиен веројатно резултат на заглавување во мрежата на горшеви љубовници. Додека во извештаите се наведува дека Ривз требало да се омажи за Лемон, тој започнал да гледа само 6 месеци пред неговата смрт. Во поголемиот дел од 1950 години Џорџ беше практично оженет со друга жена, една Тони Маникс. Практично женети беше најдоброто нешто што двојката можеше да стори, бидејќи Тони веќе беше во брак со еден Еди Маникс. Еди беше озногласен продуцент во Холивуд, кој изгради кариера за себе решавајќи проблеми за коосновачот на МГМ и шеф на студиото Луис Би Мајер. Ваквите проблеми се движи од коскање до абортуси, па и до силување и убиство. Животот на Еди го инспирираше филмот Здраво Цезар. Значи, наводната љубовница на Џорџ била мажена со некој опасен човек, кој што бил познат по тоа што ги решава проблемите на другите луѓе. Тие проблеми, како што реков, биле разни. И така. Поради ова работа, Маникс беше многу запознат со користење вакани методи за да го добие ова што сакаше. Тој пораснал со познатиот алумус Бакси Сигел и се вели дека имал врски со мафијашот од Лос Анџелес Мики Коен. За Еди дури се сметаше дека е убил неговата прва сопруга во 1937 година. И покрај сериозната дело на активност на Еди, Џорџ најверојатно не се чувствува загрозен од Маникс додека се забавува со неговата сопруга. Всушност, Еди целосно ја поддржувал аферата со Тони и Џорџ. Еди понекогаш се појавувал заедно со Тони на нејзините состаноци со Џорџ, понекогаш ако трето тркало, а друг пат ја носил и својата љубовница со кола. Ова е многу чудно, не можам да го замислам дали тој ја носил жената да се сретне со љубовникот и тој го поддржувал тоа. Ова не можам да го сватам. За време на неговата смрт Тони ги патила куќите на Ривз, автомобилот дури облеката. Поради толеранцијата на Еди, па дури охрабрувањето за односот на Тони и Џорџ, тоа не е афера, туку разочарувањето на аферата што наведува некои да се сомневаат во кој бил од Маниксите. Тони наводно била неутешна кога Ривз ја оставил за Лемон. Според гласините, таа дури му го украла милинџите на Џорџ Шнауцер. За одмазда, знаејќи дека тоа ќе му го скрши срцето. Некои се сомневаат дека Еди можел да исполнира смртта на Џорџ од преданост на неговата вознемирена сопруга. Исто така можно и самото Тони да ја нарачава смртта на Џорџ со некои момци на Еди без знаење на Еди. Значи таа може да пратило некои луѓе на Еди да го убие Џорџ без негово знаење. И тоа поддржувајќи веројатноста на оваа теорија, авторот Е.Ј. Флеминг детално открива дека Џорџ преживува серија сомнителни несреќи неколку месеци пред неговата смрт, што би се поврзало со режимот на работење на Еди. Во април, например, Џорџ беше во ужасна сообраќајна несреќа на улицата на која живееше. Тој удри во цементен столб и деловно беше испрлен преку шофершаната, што резултираше со еднодневна хоспитализација. Механичарот открива дека на автомобилот на Џорџ му било наведено исцедена течност за сопирачките. Ова е многу познато. Глицеринот за кочиците му бил исцеден на Џорџ и ова некако го поврзува со Еди. Во 1999 година публицистот Едвард Лози, кој се зближи со Тони кога таа имаше околу 70 години, детално објаснила за собата кога Тони, која била апсолутно преплашена за одење во пекол, му призна на еден свештеник дека таа и Еди го убиле Ривз. Лози тврдеше дека свештеникот му рекол да не кажува никому за признанието или во смртно ќе го загрижи неговиот живот. Лози го изнесе ова во јавност само како веруваше дека секој што може да му направи нешто лошо веќе е мртв. И со ова ја заклучуваме третата теорија. Да, значи, кога Тони Маникс веќе имала 70 години, во 99 година дошол кај нејзе некој новинар и таа на него му раскажава дека
со помош на нејзиниот сопруг го убиле Ривз. Ако ме прашувате мене, мислам дека третата теорија е нај возможна, нели, затоа што таму била љубовница на Џорџ Ривз и кога тој ја напушти за друга жена, таа едноставно сакала да му се одмазди и така го била. Исто така нејзиниот сопруг бил многу проблематичен во смисла на, нели, бил многу јак човек што се однесува за тие работи за решавање на проблеми. Ако ме саѓате, и исто така таа можела да му каже на него да го убие. Во секој случај мислам дека третата теорија е највозможна, што се однесува до првата теорија дека он се самоубил. Тој е официјалниот заклучок од вештаците дека он се самоубил. Ја мислам дека не би се самоубил. Тоа е моето мислење, а тоа го докажува и тоа дека нели, пиштолот, куршумот од пиштолот завршил во покривот, ама тој требало да биде, неговата глава требало да биде во целосно хоризонтална положба за куршумот да заврши таму каде што завршил. Тоата теорија исто така ми е сомнителна дека неговата вереница Лемон го убила и таа теорија не ми се верува. И така само можеме да претпоставуваме што се случило со Супермен. И можеме да заклучиме втората епизода, втората сезона на Are You Scared. Се надевам дека ви се допадна, ова беше многу интересен случај. Пријатно и се гледаме во третата епизода од Are You Scared.